имам поминато 16 години во веќе сега една друга држава, но тоа сепак било еден друг јазички, културен и етнички простор, но можам да кажам дека на тој период се сеќавам како можеби најубавиот период од мојот живот. Да сум формиран како личност во тој град во Србија, каде што беше татко ми на служба, но ни еден момент не сум почувствувал дека некој сака да ми наметне своја волја, свое мислење. Дури и во таа една средина се чувствував како некој вид реткост, галениче. Често ме знаја да ме замолат да кажам нешто на мојот мајчин јазик, да отпеам некоја македонска песна, да им покажам некои си носи од мајка ми, да им раскажам некоја приказна која дедо ми ја раскажувал. Така да, мислам дека тие вредности се всадени во мене лично и дека не гледам никаква друга солуција како да се живее посреќно, како да се живее похармонично, дека тоа е единствениот начин да можеш да гледаш среќни луѓе околу себе, да можеш со нив да соработуваш, да разговараш, да се дружат вашите деца и да планирате некоја подобра и посветла вистина и заедништво.